Решени да ги остават нивите, да ја продадат механизацијата и да си заминат во странство. Вака дел од земјоделците од Штипско ја искажуваат тежината со која се соочуваат поради доцнењето на субвенциите и се повисоките трошоци за производство. Вела дека со оваа сметка пченицата и јачменот веќе не им носат сигурна заработка. Некои размислуваат следната сезона воопшто да не сеат, а други велат дека земјоделството повеќе не им остава доволно за да продолжат да живеат од него. Од Асоцијацијата на земјоделци вела дека субвенциите се очекуваат да бидат исплатени по ребалансот на буџетот. Па не знам, земјоделците се разочарани, што ќе очекуваат. Не знам, некои дури планираат и да не продолжат више да сеат јачмен или пченица, да речеме. Па субвенциите се уште не се добиени, меѓутоа многу скоро треба да бидат пуштени. Сега после ребалансот рекоа дека треба да бидат исплатени. Земјоделците годинава мака мачат и со откупната цена на пченицата и јачменот. Од Асоцијацијата вела дека производната цена е околу 18 до 19 денари за килограм, а откупната едва и стигнува до 10 денари. Оваа година, према приносите што ги имаме, изгледува дека производната цена изгледува дека е околу 18-19 денара за јачменот и за пшеницата. А го откупуваат по 10 денара. Па моментално не. Моментално се откупува по таа цена и тоа франко однесена во млин или продадена на откупувачите. Што го чуват, меѓутоа некои го и продават, затоа што треба да се плате комбајнот за жетва, треба да се почне да се оре наново и земјоделците субвенциите каснат цела година и кусур и земјоделците се принудени да продаваат. Сега земјоделците чекаат да легнат субвенциите на своите сметки за да може да ги покријат трошоците и да продолжат со работа. Велат дека ако немаат навремена помош, тешко ќе се решат повторно да сеат пченица и јачмен.